Еј, здраво, како си? Добро? Мило ми е. Ти што не ме знаеш, здраво, јас сум Гоце, графички дизајнер едно 15 на години, вака, чачкам дизајни и сега малце така на YouTube почињам со малце работа. Тоа што денеска сакам да зборам, знам дека неделава немаше видео, дури само едно видео денеска у петок. Првата причина е затоа што немав некоја идеја точно што да правам, имав и плюс малце работа. Втората причина што ќе се караме е што еден дизајнер ми рече дека ќе ми прати портфолио прошла недела и еве уште го чекам да го прати портфолиото, валјда ќе го прати за некој ревју. Друго нешто што е многу битно, добивме втор Патреон за месецов. Фала ти, Дејаничев. Ми значи поддршката премногу и така. Денес сакам да зборуваме за основите, значи, нема да навлагаме длабоко, тоа ќе го оставам за други видеа. Основите на трите дизајн софтвери кои што се некако главни и битни во животот на еден графички дизајнер. Значи, постојат и други софтвери, не викам не, но најбитното се е да се користат овие, најбитното се. Во најголем дел од времето се користат овие три софтвери. Значи, ќе збориме за Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и Adobe InDesign. Тоа се трите софтвери за кои што ќе збориме денес. Ќе опфатам само основите на софтверот. Ти што веќе ги знаеш, супер, браво, сподели го видеото, пиши коментар ако имаш нешто да додадеш на база на основа на софтверот и секако subscribe направи, да му ева мајката, не те кошта ништо. А ако сакаш да те кошта, на Patreon 5. Прв софтвер кој што сакам да го збориме, тоа што од графички дизајнер највеќе би работел во животот, се вектори и нивна примена употреба во животот, а тоа е Adobe Illustrator. Значи, Adobe Illustrator е софтвер кој што се базира на векторска форма на фајлови, тоест векторско работење со вектори. Што се вектори? Вектор, за разлика од пиксел, зашто најбоље така се споредува, векторот не губи на квалитет кога се зголемува и кога се намалува. Тоа е основата, значи, сега за сите што, ако некој се појави по технички способен едно и друго, пак ќе кажам, у коментар, се што сакаш пиши, брат, поштуем коментари. А Илустратор работи на база на вектори. Значи, секој едноставен дизајн, не едноставен дизајн, и комплексни дизајни, комплексни илустрации се прават во Илустратор, но тоа нели, како што е зборот комплексно, значи веќе дојдеш во advanced делот на користење на софтверот. Ова тука е едно лого што го правев. Супер е логото, ми се свија. Им се свијаш и на нив, па победив тоа. Флекс. На кој начин функционира Илустратор? Илустратор ти е, имаш Color Mode RGB и смик да си одбереш пред да почнеш да работиш, растер ефекции, скрин, како што кажува, нели, за гледање на екран 72 ppi, Medium 150 ppi, тоа ти е као 144 е со ретина, 150 е вака и нешто измеѓу, и на крај имаш High на 300 ppi, што е за печатење, препорачливо да се работи. Пиксели, инчи, сантиметри, милиметри, се што требам, јас си местам во милиметри. A4 ми е go to, еве A4, хоризонтална, можеш да си ископираш, тука можеш да си направиш сега, еве, една плоха, во боја, значи имаш swatches, Pathfinder, има многу интересни алатки, за алатките ќе збориме отом потом. Ќе фатиме некоја алатка сега, значи имаш еве елипса, неправилна елипса можеш да направиш вака, или можеш да направиш правилен круг со држање на Shift. Сега, шорткатите мање више се исти во сите софтвери на Adobe, ама во исто време па и не се исти и често пати можеш да се збуниш како дизајнер кога седиш и кога работиш нешто. Adobe Illustrator е еден од најдобрите софтвери кои што постојат за работа со кога работиш лого дизајн, кога работиш припрема на пакување, кога правиш постер, на пример. Зашто дели ова многу лесно може да се направи вертикално, стандардна димензија 500 на 700 мм.
ова може да се избрише и тука веќе почнуваш да работиш на постерот како постер. Така, горе имаш некои наслови, тоест дати едно друго, главна слика, тука веќе доаѓаат спонзори, едно друго трето, така, и еве некој си basic layout ќе си направиш вака. Збориме више за layout. Тоа е веќе доаѓа во делот на InDesign, кој што ќе го збориме на крај. И според мене е еден од најмокните софтвери кои што постојат од Adobe исклучени. Зашто комбинираат од се да собереш во едно, сваќаш? И тоа е многу добро. На крај ќе збориме за него. Функцијата на Illustrator како софтвер е да ти го оспособиш твојот дизајн и да го адаптираш на повеќе форми, повеќе пати, без да изгуби на квалитет. Ова е пресимплифицирано објаснување на софтверот што е, но во глобала, основата на софтверот е таа. Основата исто на софтверот е да ги знаеш точно со кој бој работиш, како работиш, ефект палетата, тоест овие ефект галери што ги има од Photoshop, се многу малце и не се ни користат искрено во Illustrator. Повеќе се користат неговите, например, ако нацрташ едно квадратче вакво, па земеш Effects, Distort and Transform, па Zigzag и почнеш да си играш со форми, тоа може да изгледа вака, значи, и вау, знаеш, можеш да си играш со се, и тоа да изгледа вака, но сега пази, кога идеш од Ctrl Y да гледаш outlines, ти гледаш уствари квадратче, кога ќе се вратиш назад, веќе го гледаш вака. Овој файл, како файл, е повторно, може да се работи, може да се доработи истиот, ако направиш во settings палетата да се зголемуваат ефектите пропорционално како што го зголемуваш или намалуваш објектот, значи он ќе менја својата форма и својата функција, како таков. Но ја имам наместено да не се менуваат, така да мене ми се допаѓа и тоа е многу убава ствар. Значи сега ја може да си играм со ова квадратче до 1001, тоа нема да изгуби на квалитет, нема да изгуби на пропорција меѓу овие гованца што се тука и ќе изгледа секогаш crispy clean. На крај, кога ќе треба, например, јас кога ќе треба да го дадам фајлов за печатење, еве, например, вака нешто, одиш Objects, Expand Appearance и сега фајлот е во негова финална форма. И сега ако почнеме да се заебаваме со фајлот, гледаш фајлот губи на, тоест ја модифицира својата форма. И ова веќе и со Ctrl Y кој ќе провериме, гледаш дека веќе е искршен фајлот. Народски кажано, меѓу нас е искршен фајл. Не е експандиран, туку искршен, така го викаме сега да го ебам. Илустратор исто е многу битен затоа што во Илустратор кога работиш некоја припрема за печатење, а бојата секогаш диференцира. Може да работиш со пантони, може да работиш со црна, може да работиш блек, може да работиш rich black. Оверпринт да ставаш, значи што да биде горе, што да биде доле. Може да направиш штанц форма за пакување и да ја ставиш одозгора над фајлот и да кажеш тоа не се печати. И кога ќе отиде у печатница PDF-от, самиот софтвер кај што ќе биде отворено, ќе се дефинира дека тој outline што е направен, тој не се печати. Основи на печатење ќе збориме у некое народно видео. Сега само нафрламе ствари. Тоа се од прилика основите, нели? Имаш леери, стандардните whole 9 yards, од страна ова се алатките се учат многу лесно. Имаш потребни алатки, имаш непотребни алатки. Непотребни алатки како перспектива, како не знам, има перспектив грид. Мислам, има луѓе што го користат, сигурно не е направен за џабе, ама ја мислам дека во нашиот дел од работа што јас го презентирам е скроз непотребен и мислам дека треба да има опција да се исклучи и никада не се појави како икона тука. Тоа е од прилика се што можам да кажам за почеток за Adobe Illustrator. Историја на Adobe Illustrator, од кога постои, кој ја измислил, нит ти треба, нит ми требала,
Нит сакам да се замарам со тоа, нит сакам да те замарам со тоа. Мислам, поголема глупост од тоа. Тенчење време, кој што тенчам сега време, тогаш на времето се појави вака и вака, ме заболе курет кога се појавил брат, битно нека функционира и нека има редовни апдејти. Тоа што не ми се допаѓа во Adobe Illustrator, што не ќе да го користам, е додавањето на AI глупости. Ама и тоа е сепак за напредно користење, за едно за друго. Следно е Photoshop. Adobe Photoshop е софтверот кој што после Paint секое дете го имало, бар моите генерации деца, не знам сега новите генерации што правите како правите, пиши у коментар што правите како правите. Photoshop ти е pixel-based софтвер кој што се користи, значи како што кажува самото име, за обработка на фотографии. Некои луѓе го користат и за веб дизајн, и има опции да правиш некои вектори во него, тоест пац кои што се, например, buttons, едно друго све, но јас тоа најчесто го правам во Илустратор, значи цртам нешто во Илустратор, например, копче, па го ставам во Photoshop како Vector Smart Object. Vector Smart Object во Photoshop функционира со тоа што стои, не го губи квалитетот свој кој што го има, и кога ќе направиш дабл клик те враќа у софтверот кај што си го работел во случајот во Илустратор, му менјаш се што сакаш, сейв во Илустратор, се враќаш во Photoshop и го апдейтира автоматски. Истото важи и за фајлови во Илустратор кога ставаш. Сега ќе се шифтаме малце, ама корелацијата помеѓу софтверите сакам да ја објаснам. Photoshop файл, значи psd.psd файл, го зачувуваш во некој фолдер, истиот му правиш place во Илустратор, например, овој файл, mockup без димензии, така, може да го ставам тука, file place, материјали, mockup без димензии. И еве го, например, во Илустратор влага, и го имам тука, и ова е сега линкуван файл. Еве ти Transparent RGB 242. Сега, пази што ќе направам. Сменам само позадината, например, тука у Photoshop, Save, сега се сейва, так, Some files missing or modified, yes, бум, готово. Значи, се што работиш ти у Photoshop, дур ти у работна верзија, го работиш како PSD. Дали било RGB, дали било CMYK, дали како и да е, го работиш во Photoshop, во PSD файл, отворен файл треба да биде. За сите измени, промени кога ќе ги правиш, да можеш да ги правиш на лице место. И со секое зачувување, фајлот ќе се апдейтира во Илустратор. На крај ќе му направиш флет, и кога ќе му направиш флет, веќе нема измени. Дуре PSD трпи некои измени, но што се случува во Photoshop? Еве ќе направиме еден файл, нов леер, и со браш ту ќе напишеме една вака Г буква, така, да речеме. Сега. Оваа Г буква еве на 100% изгледа вака, на 100%. Сега, Ctrl J да ископирам тука на страна, и сега, например, ќе сакам да ја намалам. Еве на 100% изгледа поубаво намалено, затоа што пикселите, нели, се згуснуваат. Викам, не сакав да ја намалам, треба да ја зголемам. И сега кога ќе ја зголемиме, оде во со кукуруз. Сега глеј. Гледа разликата во пикселите тука, како завршуваат, нели, ова од црно, па го снемува. Еве тука колку се поинтензивни, значи имаме само 2, 3, 4 паса, тоест 3-4 паса на ферлауфот, тука гледаш колку е големо. И кога ќе дојдеме веќе тука, испаѓа катастрофа. Сваќаш? Разбираш? И само полошо и полошо. Значи, објектот кој што си го направил ти, се пикселизира. Сваќаш, онако ќе земеш со ни мали и стари апарати да сликаш, и после ќе ги ставиш на монитор и сликата изгледа као со компир сликано. Па тоа е од прилика. Ти си го направил фајлот во одредени пиксели, не е вектор, туку е пиксел, и пикселите не може да се дополнуваат автоматски за да остане тоа кристално чисто. Затоа логоа во Photoshop не се прават. Еве само за споредба да се вратам во Илустратор и да пробам да го нацртам исто во Г. Еве го. Нешто така. Се ова е строк, ќе го направам fill
да биде исто како илустратор. Path Outline Stroke, еве го, како фил го имам. И сега, ова, до него ќе оставам, ќе намалам. До него ќе оставам, истото ќе озголемам. Чиста рамна линија. Има, така? Идеме кај помалото. Чиста рамна линија кај големото. Тука не губи на квалитет, што сакаш да му правиш, нели? Доколку го зголемуваш пропорционално, ако го зголемуваш непропорционално, ако му правиш вакви некои заебанци, онда џабе си го правил тоа, ќе изгледа, мислам, ќе се деформира како такво. Но и при деформирање имаш чиста права линија. Факт. Photoshop е за средување, едитирање фотографии и фотоманипулации правење и правење на фотографии спремни за печатање. Значи од RGB ги претвараш од SMIC, играш со levels, играш со curves, со тие ствари. Правиш сейф на сликата, како Photoshop файл отворена, дури ја обработуваш, ја работиш и that's fucking it. Ништо повеќе. Филтри, милтри, тоа ја не ги користам, мислам. Блур може некогаш да се стаи за нешто да се измајмуниса, нели, да се направи сенка некаја. Нели, кога фейкаш ствари се на фотографија, кога правиш фотоманипулација, мора да играш. Burn, тие алатки се многу битни, многу добри за користење. И многу луѓе ме прават дека ги знаат, ама не ги знаат реално како функционираат, него ај ќе тестирам, ај ќе биде ова, или скроз ги игнорираат и после тоа фотоманипулациите изгледаат лошо. Например, кога ставаш флаша некоја, например, пивска, која ја монтираш у рака, и сега ај вака ќе направам, ќе нацртам, сега ме нервира да сега ќе нацртам едно раче вакво гадно. Еве едно раче. Вака, така. 4-5 прста. Ова е рачето и сега во рачето ја треба да ставам една флаша, да речеме скопско, и сега ќе нацртам на нов леер. Ќе се еве вака, еве одздолу на се вака искочено. И сега тука ќе ја забојаме малце за да биде, нели, автентично, за да усвари да покажам што сакам да кажам. Сега, по правило на common sense, во овој дел тука, каде што прстот е преку флашата, треба да има сенка, гледаш? Како иде усвари? Значи, сенката како што е подалеку флашата, објектот, како се приближува до другиот објект, така сенката се здебелува. Сега, за тоа се користи Burn Tool. Имаш тука Midtones, Shadows, Highlights, ќе збориме за тие отом потом. Но, сега кој намериш и сега вака, пополека, ти ја затемнуваш бојата на флашата. И сега тука е потемна, па тука е посветла, знаеш. Треба да направиш некоја градација во тоа што го работи, за да изгледа вистински. Па, сега, зашто ти нема да монтираш 3D објект и ќе изгледа како да е залепена со некој колашче, ќе намалиш exposure, например, на 20, па вака ќе направиш фейк 3D на сликата, нели, тоа да изгледа, па ќе направиш после и хайлайти со Dodge Tool. Со Dodge Tool, усвари, осветлуваш сликата, вака ќе направиш нешто. Разбираш, мора да го исфейкаш целиот момент за да изгледа реално. Не може да го направиш туку така на жими мајка, trust me bro, не е залепено, кога се гледа дека е залепено. Да не збориме дека има некои што има заборавано значи горниот дел на флашата, нема да именувам кои се знаат кои се. Горниот дел е флаша, долниот дел е винска чаша. Знаеш,
почнал да менја и никој нема да го примети, ама приметивме сите. И ти се смеевме, бајо. И отприлика тоа е тоа за Photoshop. Мислам, одличен софтвер, мокен софтвер. Ако знаеш да работиш во Photoshop, ќе знаеш да работиш и во Illustrator, тоа што ќе бидеш подобар во Illustrator. Но пак ќе кажам, мисконцепција на Photoshop е дека може да се работи се од него. Photoshop се работи одреден дел од работите кои што треба да се работат и одреден дел од работите кои што не може да се работат, не треба да се работат таму. Мислам, зошто да си го комплицираш животот во Photoshop? Како прво, ако работиш се во Photoshop и ако наредиш тука 10 милиарди леери, 10 милиарди леери, 10 милиарди фонтови ако ставиш, од попод капата ќе се најде тука меѓу овие леери, се тоа, фајлот ќе ти тежи 1 тон. Компјутерот ќе ти работи пребавно, значи премногу простор зафаќа тој фајл у моментот, значи самиот фајл како фајл плюс работната верзија зафаќа премногу, значи немој да кога ќе видам фајл у Photoshop направен што тежи 1 гига, 3 гига фајлови, знаеш, па не се PSD, него се PSB, уште поголеми. Сето тоа е толку непотребно, значи толку немаш осети за функционално работење, туку само работиш за тоа што ти се рекло да работиш. Не размислуваш, не планираш, не работиш кој што треба и после тоа се буниш. Значи имај ти Threadripper, имај 40 у компјутер, и имај 10 терабајти хард диск, SSD. Каков и да е. Значи, цел компјутер ќе почне да се гуши затоа што ти непотребно ги трошиш ресурсите и неплански ги трошиш ресурсите кои што ги имаш на располагање. И тоа мора да престане, значи мора да престане. Мора да се функционира по принципот хигиена во дизајн. Да се знае, постојат ствари кои што само треба да постојат и ништо повеќе. Се да биде средено, линкувано, прелинкувано, групирано, именувано, како што е ред. Баба да се снајде у фајлот. Не кому иде да му еба мајка да после кликај ти ко будала. Небитно. Тоест, многу битно, ама у видеово е небитно. Сега, идеме у третиот софтвер, што за мене е The GOAT. The GOAT. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Тоа е Adobe InDesign. Значи, Adobe InDesign е софтвер, да, ова е насловната страна од портфолиото. Имам 19 страни наредено, не сум ни на почеток наредење и ми иде да се... Ама јеве га. InDesign. InDesign е софтвер кој што е best in both worlds, вклучувајќи Photoshop и Illustrator. Значи, InDesign е софтвер кој што доколку научиш да го работиш, не зборам да научиш да го уклучиш InDesign само, туку да научиш да го работиш InDesign како алат правилен за publishing, значи desktop publishing, editorial design, editorial publishing, се што е поголемо од 3 страни, нели, трифолд се прави и во Illustrator, не е проблем, ќе го направиш, но ја преферирам во InDesign, се што е базирано на текст поголем од 2-3 параграфа, што треба да се стави во некоја форма, некоја здание, сето тоа ја планирам, ја го работам во InDesign. InDesign е уствари ново, тоа што е Quark. За постарите генерации, за бумерите, што е Quark, за нас millennials, валјда, е InDesign. Значи, InDesign е една од најмокните алатки кои што постојат на светот. Факт. Во InDesign можеш да ставиш Illustrator фајлови, Photoshop фајлови, After Effects фајлови, 3D фајлови може да ставаш, YouTube видео може да ставаш, да ембедираш во него, ако правиш некоја PDF презентација, голема, сваѓаш.
Значи InDesign е еден од најдобрите. Имаш parent што се вика master, на времето master се викаше, па им сметаше на липтардите зашто е master, па нели другите ќе биле слейвови и го сменија у parent, будали. И се у parent ако му ставам ја тука некоја боја вака, во сите, значи, сегде ќе се појави таа боја. Уствари, што правиш со ова? Си правиш темплейт за како да изгледаат сите страни. Можеш да направиш безброј паренти, значи ако имаш книга со, не знам, поглавја 10 и секое поглавје сакаш да биде различно, или магазин, па имаш поглавје здравје, поглавје храна, убавина, лайфстайл, што и да е, тие си ги правиш, значи, во InDesign. Како мастери, паренти, добро, истите си ги аплицираш на страните каде што ти е направено. Значи, кога ќе ти донесат за бредење списание, мојот прв сусрет со InDesign беше во Pointer, здраво Дарко ако гледаш, во Pointer, кај што го работев баркод списанието на Гемак и за него Радмила ќе ми донесеше шпигел, значи наместено со која страна кај иде, како се прави, значи буквално 4-та страна здравје, 5-та страна здравје, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та страна убавина, тарара, така некако се дешаваше шпигелов, сега го тропам и значи сето тоа ти си го редиш уште од старт. Си ги имаш страните тука од страна, еве ги pages си ги вадиш вака да си ги гледаш убаво, се facing pages можеш да местиш. Сега мене портфолиото ми е дигитално, значи у Pixel 1920, 1080, но кога правиш за принт, си ги правиш facing pages, па после тоа кога ги вадиш во PDF може па да ги ставаш и оние софтверине да се вртат страните, пичку мата, така да ти кажа, паѓање од несвес. Не е битно, ама тоа што се работи во InDesign и начинот на кој што се работи во InDesign според мене е тоа што те прави тебе организиран дизајнер. Значи, во InDesign не се почнува файл со еве ќе почнам да го работам одма кому иде. Напротив, во InDesign, за разлика од другиве софтвери, кај што можеш да седнеш одма, во InDesign прво се прави припрема за работа. Значи, еве ја од припрема овие сите на хедеров што ми се стајни да го наречеме технички хедер, сите поглавја, ова се поглавја така и мене, ќе бидат со хиперлинк до таа страна. Значи јас кога ќе експортирам PDF, во PDF-от јас ќе можам да ги кликам и да ме носи директно на таа страна, или на оваа страна, или на оваа страна, или на оваа страна. И тоа се си припремаш. Во основите нема да влегуваме во character styles и во paragraph styles, затоа што тоа е advanced ствар, ама многу потребна и кога ќе почнеш да работиш со character styles. Што е character styles? Накратко, character styles ти е секој текст кој што е body текст. Му даваш фонт, му даваш големина на фонт, кернинг, тракинг, се си местиш. Го кликаш параграфот кај што ти е текстот, стискаш character style, го прави така. Со paragraph style е уште подобро, го менува и параграфот, го менува и фонтот, менува се. Ако случајно ти текне да го смениш целиот изглед на текстот, само менуваш character style на едно место и сегде се менја текстот. Знам дека сега тоа во веб дизајн, во Figma, во Kurov ми го има, ама ја ова зборам дека го има уште од Quark на времето и InDesign после малце го усоврши, го испегла да биде за поглупи луѓе, као мене, да биде прифатливо и така да тоа е супер. Исто тоа што сакам да кажам е линкови, автоматски апдейтирање, еве, Photoshop Edit, ја отворил Photoshop сликата, сакам да го сменам градиентот,
да изгледам као зелен Дедо Мраз, се враќам назад. Не икам да сум зелен Дедо Мраз, сакам вака да изгледа, со линеар да се види. Се враќам назад. Го сейвнав ли бе? Сейв. И сега мануелно треба се. Пак ќе кажам, ова е еден од најмоќните софтвери кои што постојат денес за работа. InDesign функционира на база текстови, параграфи, огромни параграфи, книги, сите книги кои што ги читате во моментов, ако читате книги, се редат во InDesign. Значи ја добивам текст у Word, што е, не знам, 200 страни. Ctrl-A, Select All, Copy, Paste. Сите параграфи се изнаредени како што треба. И после само доместуваш, поместуваш, правиш да изгледа се поубаво во самата книга. Нема шанси ти илустратор да редиш книга со 200 страни текст. Ресурсите се ненормални. Исто така, начинот на кој што работат линкови во InDesign, исто многу битна работа. Display performance, fast display. Fast display ти дава, чекај, на цело, display performance, fast. Гледаш, се што е потешко од слика, ти го сублимира во wireframe. Сваќаш? И сега да, може не го гледаш ти како изгледа тоа, ама можеш у било кое време на самата слика, display performance, typical, и да ја видиш сликата и да си отидеш, да се вратиш назад. И гледаш и текстовите. Многу брзо работи, многу брзо функционира. И ова ти е desktop publishing софтвер. Значи во овој софтвер најбитно од се беше, сега добро после го сменија да биде нели и за веб, и за EPUB, значи InDesign CS5, тоест целиот тој Adobe Creative Suite CS5 што беше. Извади посебна едиција Adobe CS5.5, поточно InDesign доби апдейт за EPUB, за правење книги, за правење такви некои срања, што е fucking гениално. Тоа се основните софтвери со кои што се работи во овој свет на графички дизајн. Значи, основните зборам како cornerstone, како и закон, и устав, и влада се овие три софтвери кои што се користат. Нормално постојат варијации, постои Affinity, што ги симнав, сакам да ги инсталирам, да видам која е разликата и за тоа ќе направам сигурно видео, така да subscribe, notifications on, за да знаеш кога искача видеото. Има бесплатни Canva, Manva, тоа Canva е за луѓе кои што не работат дизајн, да мислат дека знаат дизајн. Факт. Готови темплети, готови глупости. Нека, ја у тоа не можам да се снајдам. Тоа ми е као PowerPoint да ти имам, значи само со модерно име. PowerPoint за Gen Z. Canva. Глупост. Мене ми е, мислам, идиотска ствар. Тотално непотребно, неупотреблив софтвер, па уште имало и про верзија што се наплаќа. Брат, треба да ми плаќаш да го користам тоа, не да ти плаќам да го користам тоа, дали ме разбираш ти мене. И да. Тоа е тоа. Кажи ми кој од овие три софтвери највише се свиѓаат у коментар. Ако имаш портфолио, сакаш да биде разгледано на ваков начин на кој што зборам и да не ти го дувам у еден дел од кај што сонце не свети, зашто нели треба да ми платиш пари, ако ме разбираш што ти зборам, колку ти е најдобро портфолиото, тоест да те лажам, ако не сакаш да те лажам, прати ми го. Ако сакаш некој да те лаже, прати им го. Да. Тоа е тоа. Се гледаме, фала што си тука, фала што го поддржуваш, каналов, лайк, шер, subscribe, петче на Patreon, што ти душа сака. Се гледаме у наредно видео, ќе има помалце видеа, но ќе има поквалитетни видеа и тоа е тоа. Чао, чао!